Сега е вистинскиот момент нашите во странство да размислат и да се вратат дома, бидејќи прозорецот за нив е јасно отворен. Во претходниот период од така наречената шарена револуција и незаконски направените снимки, во државата направија токсична атмосфера која младите буквално ги исели од државата. Во меѓувреме, оваа состојба други ја искористија со двете раце, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Од друга страна, голем дел од земјите кои што условно се поразвиени нас, најголемиот дел од нив од Западна Европа, во услови на ужасно низок фертилитет и немање квалификувана работна сила, а желба да ја одржат економијата и благо да расте, дава понуди во соседството, а соседството е Балканот, соседството сме ние. Голем дел од нашите сограѓани во услови на таков жесток токсичен притисок кој што поранешните борци за правда, а генератори на неправда, членови на обоената револуција, владата на СДСМ и ДОИ, ја создадоа, ги прифатија тие понуди, се спакува и замина. Зошто по 10-15 години нашите се повеќе размислуваат за враќање дома? Голем дел од нашите иселеници таму сакаат да се вратат затоа што нивните дечиња во училиштата таму учат сомнителни образовни вредности, либерални леви политики. Од друга страна, овие мигранти кои што дојдоа од други континенти се однесуваат често пати и насилнички. Притиснати од овие два елементи, а гледаат дека државата оди напред, дека се враќа надеж, сакаат да се дојдат дома. Што прави, односно што треба да направи владата од своја страна? Владата само треба да овозможи фер услови за живот и работа. Да создадеме атмосфера дека можеме да успееме, дека заедно сме посилни, дека се бориме и дека оваа држава може да успее. Дека повратниците се дел од овој систем, дека треба да добијат подеднаква шанса како и сите, да нема криминал и корупција, да нема токсична атмосфера, туку атмосфера на успех, дека ние сме тие кои што ја движиме државата напред и ќе видите дека се ќе биде поинаку.